Благодарам председателе, благодарам почитуван премиер за одговорот, сеопфатниот одговор. Јас би потенцирала тука дека за прв пат во Македонија се зборува волку сериозно за енергетиката и за енергетската независност воопшто во Македонија. Како што напоминавте, прв пат ќе се продава електрична енергија токму од Македонија за светски гиганти, нешто кое што воопшто не бевме сведоци во владењето на СДСМ и во нивното предходно водење на власта, туку напротив, тогаш сведочевме секојдневно и македонските граѓани секојдневно беа сведоци на дневните вести за затварање на блокови во Рекбитола и за сомнителни тендери склучени под сомнителни околности. Во тој дел исто така ќе ја поздравам вложувањето на владата во делот на комуникацијата и носење на странските инвестиции, бидејќи особено во делот на енергетиката и воопшто во економијата, тоа е значителна алка која што не сме да биде заостаната. Во овој дел би сакала да поставам и дополнително прашање во делот на странските директни инвестиции кои што се неминовно поврзани, би рекла и со јакнење и на енергетскиот сектор, но и воопшто на економијата. Минатата година ја завршивме со рекордно ниво на странски директни инвестиции од 1 милијарда 255 милиони евра и впрочем тоа е нешто кое што е историски во Република Македонија и треба да се поздрави. Моето прашање е каков е планот на оваа влада во наредниот период, дали ќе се стремиме кон привлекување на уште вакви странски директни инвестиции од овој тип и дали имате конкретни преговори со одредени инвеститори и во наредниот период, да речеме до крајот на 2025 година, кои што можеме да ги најавиме или секако можеме да ги очекуваме во некое догледно време во владењето на оваа власт. И во делот на привлекување на инвестициите ќе ја поздравам исто така и одлуката не само во стремежот кон странските директни инвестиции, туку и кон домашното стопанство, особено оние 250 милиони евра директно вложени кон домашното стопанство, за кои што нашите комуникации укажуваат на тоа дека во комерцијалните банки имаме значително голем интерес за искористување на овие средства од страна на домашното стопанство, така што моето прашање е дали можеме да очекуваме во овој дел на странските директни инвестиции поголеми вложувања во Македонија, дали ќе се стремиме да имаме поголеми договори во овој дел, како и во домашното стопанство. Благодарам.